Добре дојдовте. Вие сте заедно со очи во очи, местото и просторот каде што имате прилика јавно да го кажете своето мислење на одредени теми. Секако денеска јас, Јана Серафимова, ќе бидам ваш домаќин и ќе бидам тука да ви дадам простор и да ве ислушам на денешната тема. Така што време е да ви ја представам истата. Четворицата професори од Економскиот факултет, како и екс-деканот Бобек Шуклев, нема да можат да предаваат на факултетот. Ваква одлука донесе судија на претходна постапка по вчерашниот распит. За останатите двајца обвинети во случајот Еразмус, обвинителството го повлекло предлогот. Забраната за преземање определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело ќе трае додека постои потреба, а најдолго до правосилност на пресудата стои во судското соопштение. Основниот суд Скопје 1 на чело со Владимир Панчевски досега за истрагите кои ги отвори СЈО не одобри мерки на предпазливост или притвор за никого од осомничените функционери на ВМРО-ДПМНЕ, освен што даде куќен притвор за Талески без забрана и натаму да ја води општината. Професори и асистенти од Економскиот факултет во Скопје, осомничени за примање подкуп и злоупотреба на службената положба и овластувањата, не смеат да работат и да бидат во контакт со студентите и не смеат да патуваат во странство. А пак, градоначалникот на Битола, осомничен за криминал со бесплатниот училишен превоз од 360.000 евра, смее да ја води општината од куќен притвор. Денешната тема: судски одлуки. Градоначалникот Талески работи од дома, а за професорите забрана. Сметам дека од овој момент веќе се отворени телефонските линии, така што го вклучуваме првиот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Па што да кажам? Кажано е веќе однапред. Нашето судство е на два паралелни колосека. За кого сака има едни аршини, за кого сака има други аршини. Овие професори кои што работат, сега конкретно за професориве од Економскиот факултет, кои што работат, дали зеле или не зеле подкуп или мито, тоа тек треба да се испраша, меѓутоа им беше забрането, им беа одземени патните исправи и да се јавуваат. Тоа е доволно, мислам. А господинот Талевски, кој што е во куќен притвор, може да раководи со општината, со градот Битола, со општината. Кај го има, кај е тоа право? Значи, ние живееме во една држава без право. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Одиме со следен гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? За оваа емисија? Да, јас ве слушам, зборувате погласно и повелете со оно што имате да го кажете. Здраво, Македонија. Ошчивка враковенство. Одамна ме нема и ке ми има. Баш кај најсимпатичната кај тебе се јавувам, бидејќи осеќам дека ти ќе биеш новинар оригинале. Сега за темата, добра тема. Ќе споредам само. Професорите има аргументи, живи студенти, не еден, тројца или 5 души, кои дале изјави и са скриени сведоци или заштитени сведоци, со аргументација што требе веднаш да и се суди. Значи, фактите, аргументите играат. Затоа не смеат да бидат треба да бидат лишени од пасошите. За разлика од нив сега, да упоредам, Талевски се утврди една ситуација дека повисока цена на услуги на превозот школски. Меѓутоа, после него се утврди дека 5 до 10 пати градоначалникот на Куманово и во Струмица 5 до 10 пати за исти релации повише се плаќало. Кого да гониме у овој случај, бе луѓе? Кого која и таму има аргументи за судење. Значи, мора фактите, аргументите
веќе се отрезни јавното обвинителство, оригинално, не специјалното вештачко, створено да ја уништи Македонија. Значи се отрезни и ова наше, на народот обвинителство и тера со факти и ќе суди, и ќе суди, и ќе пресуди. Благодарам многу. Добро, ви благодарам за јавувањето и за тоа што си го споделивте ставот со нас. Трет гледач за денеска, добар ден. Добар ден. Па вака, за разлика од овој претходниот, кој што се знае кај тера, јас ќе кажам следното. За градоначалникот Талевски, не е тој сам во цел овој случај. Тука се и автопревозници, мислам, превозници со автобуси, кои што учествуваат во тие интимни договори, да речеме сега. И кои што се докажани дека биле такви. За професорите, мислам, Шуклев и другите, веќе се најдени и сведоци, и сите работи, и дефинитивно, одземено му им е правото да предават, одземено им е правото да работат. Градоначалникот Талевски, иако направи толкав криминал, веќе има 2 месец куќен притвор, тој комотно може и однома да си командува со градот. Се градот некојаш имаше 100 и нешто илјади жители, сега има негде околу 60 и неколку. Никој не се прашува зошто е тоа така. Меѓутоа се работи за криминал кој што го натера народот да бега надвор од градот. Мислам дека овде се јасни работите. А тоа што зборува некој за, што ти ја знам, за Куманово и за не знам кај било таму, претходниот што зборуваш. Добро, да не го коментираме претходниот гледач. Не, би сакал. Сепак сопствениот став. Би сакал еден мал коментар. Сепак би сакал мал коментар. Па тоа е рекла казала, ништо повеќе од таа работа. Тоа правно може да се докаже, меѓутоа никој не покушал ни да го докаже. Тоа е само рекла казала, причам ти причу, што велат србите и ништо повеќе. Толку од мене. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме следен гледач на линија? Ало? Добар ден, јас ве слушам во програмата. Добар ден. Се јавам од Куманово. Ве слушаме. Дали е во ред врската со гледачот? До кога ова говедо штипке го слушаме за Струмица и за Куманово да коментира? Да исклучете го еднаш. Се прекина врската со овој гледач, предпоставувам. Сепак ви благодарам за тоа што се јавивте, сакајќи да го искажете ставот. Дали имаме следен гледач? Бидејќи беше прозран со Кавраков, од анонимен, безимен, само што се јавува и плюка и го крши законот во Македонија, дозволете. Вие сте должни да ме заштитите. А тој човек има толку навреди и клевети, а го знаеме кој е и се спремаме тужбата да му е усвоиме, ќе добие на суд. Ако вие го не можете да го спречите, судот ќе го открие. Се крие анонимен, се срами од името и презимето, а се јавува, агитира. Него ли ќе го слушаме без имен, без долишност да дискутира, а камо ли да суди за другите. Затоа, внимавајте на овакви соработници, бивши на УДБА. Тие се против Македонија и луѓето што учествуваме. Добро, дали конкретно за темава ќе кажете нешто повеќе? Благодарам за јавувањето, да не ги коментираме другите гледачи, ве молам, секој кој што коректно ќе се изразува и ќе дава коментар на темата, ќе добие простор. Одиме со следен гледач, добар ден. Дали имаме некого на линија? Темата на која што денеска говориме се судските одлуки. Градоначалникот Талевски работи од дома, а за професорите забрана. Имаме ли гледач на линија? Да. Јас ве слушам. Повелете, зборувајте. Да. Па видете вака, Кавраков зборуваше за мене. Баш би сакал да го видам да ме дај нас и да се видиме. Сакам да го... Јас знам како изгледа тој човек. Тој ми опише. Мене ми го опише од
Штипјани ми го пише кој и како се. Баш би сакал да ме дај насуд и да си се видиме насуд. Толку од мене. Добро, да го ставиме тоа вон овој простор. Сепак споделите го со нас вашиот став за темава. Дали сте се уште на линија? Предпоставувам дека се исклучи овој гледач, јас не можам да слушнам доколку е се уште тука. Ја ви уште еднаш давам шанса, дали се слушаме? Во ред, четворицата професори од економскиот факултет, како и екс-деканот Бобан Шуклев, нема да можат да предаваат на факултетот. Ваква одлука донесе судија на претходна постапка по вчерашниот распит. За останатите двајца обвинети во случајот Еразмус, обвинителството го повлекло предлогот. Имаме ли гледач кој што ќе коментира на денешната тема? Добар ден. Ало? Јас ве слушам. Добар ден. Добар ден. Па, ќе ми изненаде се кога донесува некоја одлука дека може да предаваат. Меѓутоа, пошто математиката се знае дека све што е од СЈО не сме да помине во суд правото, а све што е од реалново неработничко обвинителство мора да помине. Тоа е веќе на врапците ми е јасно. Ја не знам што се чудиме и што ни е чудно. Бидејќи со оваа одлука сега вчера што се направи, се покажа дека нашиот суд како работи телефонски, значи како ќе му свирнат, така си донесе одлуки. Ако земете да однесувањето да го гледате на обвинителството и на судот, е таа приказката. Меѓутоа, зошто е тоа така? Зошто имаме двојство во работењето на судот и на обвинителството? На сите ни е јасно. Јас мислам дека подоле од ова снимнување дно на правосудниот систем во државата веќе не можеме да очекуваме. И ова е само веќе еден театар што ние ќе го гледаме понатака. Ја очекувам да видам како ќе се произнесува судот сега, најверојатно можеби од понеделник, ако почне да вршат обвинувања против ОСЈО. Тек тогаш ќе ја видиме правата лика и слика на македонскиот суд. До сега ја видовме, ама сега уште повеќе ќе ја видиме. Не ме изненадува ова што се случува и нема ни да ме изненади уште некои други пресуди што ќе ги слушам и што ќе ги видам, затоа што тоа така нормално. Да беше некое друго ненормално време, ова ќе ни изненадеше. Меѓутоа, пошто е се така нормално, веќе навикнавме на вакви нормални случувања, не ме изненадува, не ми е ни смешно, не ми е жално, затоа што од многу сакање на државата, од многу патриотски побуди, држава ја стигнавме на дното и веќе ние не заликуваме на држава. Кога гледате дека што ви се случува во реалност, едноставно треба срав да ве фати, дали веќе ние заликуваме на држава, да ви кажам право. А сето останато за мене веќе све нормално и очекувано и ништо нема да ме изненади. Чекам од понеделникот ќе почне да фрчат обвинувањата од СЈО, да видам судот наш независен како ќе се произнесе. Мислам дека тоа ќе треба да го снимаме, затоа што ќе бидат тоа комедии кои ќе можеме длабоко да ги продадеме во Европа. Толку пријатно. Ви благодарам, поздрав до вас. Дали имаме следен гледач? Имаме, колешке, имаме Петар Христовски Пепи. Колешке, поздрав до сите колеги во 24 и до сите слушатели и до тебе. Ви благодарам, поздрав и до вас. Да, има и песма Јана, знаете. Многу песми со вашето име. Сега, убаво кажа пред туди, јас сум секогаш казал, знае Огнен. Нема правда, двоен аршин, страшна работа, а ова нема да трае многу долго. Не до 11 декември. Што поскоро ќе дојдат промени. Оваа власт ќе си замине за секогаш. Ќе дојди, да не кажам кој. СДС, еве кажав. Поздрав од Петар Христовски Пепи. Ви благодарам за јавувањето, голем поздрав и до вас. Доколку имаме следен гледач, го вклучуваме. Добар ден, Јана. Добар ден. Се слушаме? Да, јас ве слушам, зборувајте слободно. Во врска со темата, судски одлуки. Градоначалникот Талевски работи од дома. Он не е за казнување, треба да се одликува. Со орден за работа. Зашто ретко такви ние имаме патриоти работници во државава. А за професорите, ако се виновни,
нека си одговара дали ќе предаваат или не предаваат. Они нема да предаваат во Скопје, значи отидат на друго место. Македонија е голема, Косово е него преку мутан, што викаат србите. Чудат и таму има факултети да предаваат. Во целост се согласувам со претходниот гледач од овој Христоски, во целост се согласувам. И пак ќе ти ставам забелешка. Не може некои гледачи да ви претат, судски ќе го решиме проблемот, поготово со телевизија ваша. Затоа што не им одговара темата која вие го сечете. Не е во ред така. За градоначалникот Тарески и судот наш, ако веќе носи судска одлука, треба да се применува. Дали си бил градоначалник, дали бил еден обичен граѓанин од надвор од улица, не може како што е случајот сега од левица тие двајцата, одземени пасошите не смеат да им ги враќат пасошите, не смеат да напуштат државата. Како е со двојни аршини? Ја не знам, ако орше постои судство и ако постои обвинителство во државата, тоа ќе да ги бараме, па да ги пронајдеме. Ако навистина постоат. И уште еднаш кажувам, внимавајте на некој гледач. Ви благодарам за јавувањето и поздрав до вас. Секој оној кој што се изразува коректно, добива доволно простор да го искаже својот став. Следен гледач, добар ден. Добар ден, преска ми исклучивте ненамерно. Да, може би нешто не беше во ред со врската, да. Ненамерно ти гледавте гледачот што реплицираше на Кавраков, па ме исклучивте и мене на сакајќи. Видете вака. Повелете, зборувајте сега, да. Еден ден мора да дојде ова на виделина. И за професори, и за политичари, и за све. Дали му одговара некому, тоа е друга работа. Еден ден мора да дојде све кој што се огрешил да направи. Ако огрешил телевизијата А1 што беше порано, а тој мисли дека не е заслужен тамо кај што седи, а некој седи сега и што затвараше до сега, нема така да помине, господице водителке. И да ви кажам мислено, немав намера да се јавувам, меѓутоа заканите стварно ќе не натерат да не ја слушаме веќе оваа емисија, а посебно Канал 24. Кој што се заканува нека повели не на суд, нека повелиме и на улица да се видиме кои сме и што сме. Немојте вакви закани, какви закани? Како дозволувате да се заканува на суд? Мајка, тај ќе се закани на суд. Срамота. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Ало. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, зборувајте, да. Вака, јас би се... Добар ден. Ве слушам, зборувајте. Добар. Јас би се... Добар ден, би се осврнала, значи, на... конкретно за судството наше. Овие 10 години, значи, ние... Зборувам, да. Ме слушате? Ве слушам, да, зборувајте, во програма сте. Значи, овие 10 години, значи, поголем земјотрес од ова напаст ВМРО ДПМН или ДРПМН нити имало, нити ќе има. Сакам да кажам дека поголем земјотрес не треба да имаме од ова напаст, затоа што законодавна, извршна и судска власт е во нивни раце и народот, обичниот човек никогаш не може да си дојде до едно фер судење, да си докаже дали е виновен или не. Конкретно за Талевски, тој е легенда човек, значи во нивното, како да кажам, обкружување. Тие никогаш не се криви, затоа што кривицата не сака да се ја докажат пред нивните, пред Зврлевски, пред таму за нив, тоа не важи. Значи, кога сме окупирана држава од еден диктаторски режим, кој брзо ќе заврши, да имаме трпение, ова напаст ќе ја снема еднаш за секогаш, да живее СДСМ со широката опозиција. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач кој што го вклучуваме веднаш? Добар ден.
Ало, добар ден. Ве слушам. Вака, за професорите што има кривична пријава, да видиме дали ќе се докаже, колку ќе се докаже, ако се виновни, нека одговара. Али сигурен сум и да се виновни, ќе бидат за ситна работа виновни. Сега тука требаше темата да ја проширите и за дипломата на Бонева, што се слуша преку телефон, како ја нарачува од Штип. И ја доби. И ја има сега, со таа работи он. Иначе што се однесува до Талевски. Тој криминал е голем и не само тоа. Овој Кавраков што дава споредби нели со Талевски од Изаев имал, па може да замислите, ако ги возиш учениците со едно комбе по 5 души или со автобус, нормално автобусот ќе биде поскап. Предпоставувам дека таа е работата. Иначе го поддржувам Венцислав Кавраков и можам да му препорачам некоја квалитетна психијатриска клиника. Добро, да не ги коментираме, ве молам, другите гледачи, за тоа кој што зборува важи подеднакво за сите. Одиме со следен гледач. Значи, од кога дојде овој плурализам, судството збесна, адвокати збесна, обвинители збесна, не е само од овие 10 години, е за овие 10 години екстремно дојдено, не е како што беше порано, али од плурализмов навака судство немаме ние. Нити функционира закон, нити полиција функционира како треба, нити војска, нити ништо. Све иде у пропаст. Све дури се дештаваат вакви митологии, кражби, зимање државни пари, све и свашта таму, не знам што да набројам. Нема и на што се однесува до балансот измеѓу Талевски и професориве. Се знае дека власта е на колета кон Талевски, а сите суди се корумпирани и тоа дебело од власта, моментално што е оваа власт. И сите се должници, не смеат да судат нешто што се коси со луѓето што се у врхушката. За професориве, не знам што да кажам, имам чуено лоши муабети општо, значи, за професорите по универзитетите, дека се подмитливи, дека корупција владее на велико и оно друго на злоупотреба на мрачето студентки кои она ти реков ме реше. Така да не верам дека се честни сестри, ама што се однесува до балансот, многу е пореметен. Скоро се пореметен. Ова се случи и во железница со пред месец дена што беше настано со машиновозачите. Луѓето тие испеглиците биле на пола воз таму, во полицискиот извештај пишува, а нив ги избрка од работа, седат луѓето еве месец дена без работа, на пола плата само, и тоа основата на плата. Не ги примат у кругот на фирмата. Така да и значи оваа власт тотална анархија прави у држава, тотална устање се и војната напред, до толку се забегани. Поздрав, пријатно. Да не употребуваме такви зборови, се беше добро освен на крајот. Ви благодарам за јавувањето. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Па и јас мислам дека судството е во лоша состојба, дека не работи онака како што треба. И тоа е уште еден доказ дека во државата имаме граѓани од прв ред и граѓани од втор ред. Еве, например, сите аболиции се поништени, освен една. Значи, за него, за тој аболицираниот, закон не важи. Судска одлука не важи. Затоа што си има едно добро странско чадорче, ние другите немаме чадорчина, нормално ќе примаме пенали од суд, од извршители, од било кој. Иначе, мислам дека во насловот имате грешка. Не станува збор за судска одлука, туку за судско решение. Значи, се уште нема судска пресуда, значи се нарушува принципот на презумпција на невиност, а тоа е типично за медиуми кои вршат линч, значи без пресудена работа, да се нарече криминална банда, да се биде на отстрел било кого, значи се додека не се помени институционално и не се прогласи некој виновен, никој не може да го етикетира. Меѓутоа, овде во овој медиум е тоа редовна појава. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето.
Имаме ли следен гледач на линија? Добар ден, Јана. Добар ден. Поздрав од Куманово. Како реакција за нашиот градоначалник? Ке ме сослушате, затоа што го сослушате овој Кавраков 2 пати се јавуваше. Не може тој за сите градови и неговиот центар, платен од нашите грбови, од граѓаните, тој центар така работи. И да ви кажам едно, тој шири омраза само помеѓу сите нас овдека што се јавуваме. Секој пат и го Огнен го навредуваше, вас се навредуваше. Тоа е недопустиво. Ке го испустите одма. Тоа не може така да се однесува со вас, него ке биде културен. Се сложувам дека сите навреди и лошото изразување се недозволени. Сега ве молам да зборувате на темата. Ке зборува. Градоначалникот Талевски работи дома. Од кај тој закон излезе дома да се работи, кажете ми вие на мене? Значи СЈО мислеше дека ќе му го укине притворот и ќе продолжи да оди на работа. Сега пак ќе му го продолжат. А професорите, не знам, не сум запознаена многу, затоа што тогаш кога се вршеше хајка, ги патија и имаше сослушување, тука не сум запознаена, немам коментар. Али за Талевски, Бога ми, местото му во шутка. Благодарам, многу пријатно. Благодарам за јавувањето и пријатно. Добар ден, велам за следниот гледач. Дали го имаме на линија? Ве слушам. Ало? Ве слушам, во програма сте, може да го споделите со нас вашиот став на денешната тема. Дали се слушаме? Да. Зборувајте, ве слушам. Значи, градоначалникот Талевски веќе колку време е во затвор и се уште, мислам во притвор, се уште ги извршува работните обврски од таму, што е против уставно и против законско. Еве најнов пример, бидејќи живеам во близина, една местна заедница сака да ја претворат преку ноќ во некој оддел при душевна болница Демир Хисар. Значи тоа беше недопустливо и луѓето кои што живеат во близина, значи станаа на револт, соберија 1500 потписи и значи се обидоа да го спречат тоа нешто. Значи се прави сега во предисторието, преку ноќ да се направат некои работи, наводно како отворање на работни места и така натаму. Значи се е пасно на градоначалникот. Тој од притвор извршува криминални работи, незаконски. Значи тоа би било. Ви благодарам за тоа што се јавивте во очи во очи. Поздрав до вас. Добар ден, му велам на следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, во програма сте. Благодарам. Прво да кажам, гледачите кои што викат дека градоначалникот Талевски работи од дома, дали она лично го виделе? Нека си кажат. Мислам, тоа се само манипулации. Како можам јас да кажам за некој дека работи од дома, кој навистина не можам лично да го видам, затоа што не е у притвор. Тоа е прво и основно. Друга работа, не би го разбирам ова второто за професорите, за време за кој професори станува збор за економски факултет. Да, јас ја представив темата на самиот почеток. Не, добро, јас касно се вклучив, ради тоа прашам. Да, професорите од економскиот факултет. Аха. Забрана. Добро, не сум опатена за тоа, не можам да кажам повеќе. Меѓутоа, има толку градоначалници што слушнат неотворено, што управам заед во Струмица, во Куманово, тој Дамјановски, Воран. Ништо не се зборува за нив. Како самиот Талевски го патија, кога пред него излезе дека они уште многу пати повеќе плакале за тој превоз отколку Талевски. Мислам, ние граѓаните не смееме така паушално да зборуваме за овој градоначалник, за тој градоначалник, кога навистина тоа не го знаеме со сигурност. Може и Талевски рекли да не можам да го бранам, но навистина не знам. Меѓутоа, не може така да го окривува човекот дека правил такви манипулации. Затоа што чувствуваме дека има многу поголеми манипулации за другите.
Само тоа сакам да го кажам, не треба да се навредуваме ние граѓаните меѓу себе, ради некои си. Они прават, а ние да се караме. Тоа не е воопшто фино. Јас знам и Заев дека правил, и тој и Дамјановски, ама не можам со сигурност да кажам, ја не сум го видела Заев, нити Заев, нити Талевски, нити Дамјановски. Затоа мислам, ние граѓаните треба да се присобереме малце, да не даваме паушални изјави, затоа што на вистина не е фер ни према тие градоначалници, ни према нас себе си. Благодарам. Ви благодарам за вашето вклучување и поздрав. Добар ден. Добар ден, Јана, не ли беше така? Да, ве слушам. Да. Јана, пред све на сите христијани име честитам новата црковна година. Оти црковна година од денеска почне од 14 септември, односно 1 септември по стариот стил. Пошто одма кажав, значи, за црковната нова година, јас ќе се осврнам мало и мојата дискусија ќе биде не толку навијачки и политички партиски како што дискутират претходниците, меѓутоа за една моја апел, едно моје укажување на сите грешници од суди, градоначалници, професори кои се огрешиле во овој свет, во овој живот, кои се заборавиле на верата, постанале председатели, кралеви, кралици, цареви, министри, заменици, министри, судои, адвокати, обвинители, судски веше, сите тие заборавиле на некој начин за верата, страх Божи, нека се опаметат, нека се покајат за своите греови, да се покајат, зашто Господ Исус Христос рекол покајте се за да бидете влезте во Царството Божие. Добро. Значи, ова година нека не биде благодатна, на овој ден Господ е благослови годината. Ви благодарам. Да не го шириме ова премногу, дали ќе зборувате конкретно на темата сега повеќе? Конкретно за темата. Не сме суди да судиме како што некои судат. Не сме суди да не сме сведоци. Сите оние што реков, пред све судите, гледаме дека се многу грешни, корумпирани или под притисок на действие на владечката партија или на било која гарнитура кој ќе дојдат. Професорите може да се греши, не знаеме. Значи све додека не знаме докази, сите се они посомнение сега. И градоначалникот, добител и професорите. И законите треба да дажат подеднако на сите. Значи да не се плашат и да не се радуваат нови граѓански судови, нека сите се плашат од Божиот страшни суд. Затоа реков, не знаеме, ние само се припокуваме гледачите и слушателите и не да судиме ние и не политички да навиваме. Нека сите оние реков да се покајат, оние што сгрешиле да не се плашат, ако не сгрешиле, оние го разбравме она што сакате да го кажете, сепак тука некаде ќе ве прекинам и со вашето јавување ќе го заокружиме денешното издание на очи во очи. За кратко следува централниот дневник на телевизија 24 вести, кој ве поканувам да го проследите и секако ве посакувам мирен и убав остаток од денов. Довидување.